својот извештај, се надевам дека ќе го имаме наскоро и тоа за прикажување, а истовремено да ви кажам дека чекаме секој момент да се вклучиме на пресконференцијата на ВМРО ДПМН, од каде што ќе ги чуеме и нивните првични оценки за овој изборен ден. Во меѓувреме направивме некакви хокеарски измени на гостите овдека. Со нас во студиото покрај господинот Александар Новаковски, кој ќе остане уште малку со нас, и господинот Африм Гаши, кој што е на чело на Алтернатива, новата политичка формација, и не така нова, само преобразена малку пред некој месец. И господинот Владо Бучковски, кого нема потреба го представувам, а кој што зацимема колку избори, Бучковски? Ова би требало да ви се едно 10 на 15 разноразни локални председателски. Од 98 до 2014 многу избори, на 3 изборни циклуси шеф на изборниот штаб која победуваше СДСМ 2000, 2002, 2004, председател на партијата во 2006 кога изгубивме, и уште други 4 избори. Значи, од тоа искуство, како ви се чини денешниот ден? Со се оваа излезност, со се начинот на кај што се одвива кампањите до сега, со се оваа оценка дека се работи за практично нордиски избори и така натаму. Па се радувам што се изборите нордиски, и тоа е важно. Од друга страна, ние кои имаме и практични искуства, не сме аналитичари, теоретичари, знаевме дека во вакви околности цензусот ќе биде најголемиот проблем. Јас и на емисија овде кај вас, која гостував на крајот од јануари, давав идеја да не ризикува владеачката СДСМ, иако направи рационална анализа, изборите сигурно ќе успеат само ако имаме и вонредни парламентарни избори. Тогаш вие се залагавте и за парламентарни. Јавно и реков тогаш дека околностите се такви што по такви турбуленции кои се случија по референдумот, по добивањето двотретинско мнозинство на еден контраверзен начин, очигледно е дека треба да се пресметува дека дел од поддржувачите на СДСМ пред се ќе се обидат да ја испорачат политичката цена. И мислам дека ова што како во прв момент го гледам како евентуален одзив помеѓу 43-44%, имајќи во предвид дека на референдумот гласа 36%, евидентно е дека дел од оние кои гласа на референдумот, а тие се тврди поддржувачи пред се на СДСМ и албанските политички партии, очигледно не излегува да гласаат. И тоа ќе има одраз на изборниот резултат. Со други избори, мислите дека казната ќе биде испорачена најмногу кон владеачката коалиција пред СДСМ? Тоа е и до сегашното искуство. Значи, гласачите на СДСМ, ние ги знаеме, Македонија не е голема, кога се незадоволни, абстинираат. Никој пат нема да гласаат за ВМРО ДПМН или друг. Мислам дека абстиненцијата пред се е од кампусот на поддржувачи на СДСМ. А кај ВМРО? ВМРО мислам дека ќе има резултат, ние што паметиме, кој да биде кандидат, ВМРО ДПМН никој пат не е под 300.000 гласови. Така што јас сега на невидено очекувам дека ВМРО ДПМН ќе има над 300.000 гласови. Добро, бидејќи некои анализи покажуваат, сега тоа и вечерва ќе го разговараме, што значи тоа околу внатрешната стабилност на самата партија. Африм, како ви се чини вам овој изборен ден? Вие сепак имате и друг увид, бидејќи средините во кои вашата партија е активна се токму оние сензитивни средини кај што се очекува некаква изборна, евентуално друга динамика отколку во другите делови на земјата. Да, по наши сознанија, тоа што се одвиваше како изборен ден денеска, можам да се сложам потполно со квалификациите кои беа искажани и од ДИК и од сега веќе неколку партии кои одржаа прес. Навистина, мислам дека немаше некој по-сериозен инцидент. Само да упаднам, мислам дека тоа воопшто не е неважно. Ние навистина дојдовме до ниво, знаете како, на крајот на краиштата без разлика кој ќе победи, да знаеме дека изборите се ден кога треба граѓански да се чувствуваме задоволни од самиот процес. Особено ако сакаме да се сетиме на 2000 година или 2008 година кога имаше и убиства. Така е. Значи, не е нешто што би требало да го занемариме и минимизираме. Затоа и треба да се нагласи. Битно е што се креираше добар демократски амбиент за овие избори, но треба да знаеме дека поминуваме многу еден тежок период. Направивме неколку болни компромиси и од друга страна имаме проблем со реализирање на економските програми.
Практично може да се сложам со анализата на професорот Бучковски. Гласачите е одреден број сака да абстинираат, сака да искажат револт. Сите наши гласачи, особено ние што сме дел од владата, но мислам дека една битна компонента е тоа што граѓаните ни одат од државата. Значи, голема миграција се случува. Секој ден ни одат млади луѓе, цели семејства. Тоа се одразува и на тие што одат како број што би гласале, но тој ефект негативен останува во семејството нивно, во поширокиот круг, каде што тие семејства веќе мигрираат. А претпоставам дека можеби и сите тројца се согласувате дека нешто со цензусот мора да се прави за вториот круг после овие избори. Доколку се остане на овој тип на Бучковски, ако останеме на овој тип на избори, цензусот 40 нема да се стигне. Јас заговарам наназад неколку години дека Македонија зрела да го бира председателот во парламентот. Мислам дека непотребно правиме луксус, знаејќи дека се согласувам со Африк. Ние немаме повеќе од 1.250.000-1.300.000 гласачи во Република Македонија. Го занемаруваме тоа, ја туркаме повторно државата во криза, со овој правиме непотребна драма. Значи, после се што поминавме минатата година, мислам дека ова е непотребен луксус. Отигајте, ако на 1.200.000 луѓе имаме 42-3% излезност, тоа е над 70% од тие што се присутни. Значи, на политичка активност тоа сашто нешто друго говори. Анкетите сите што ги правеа, ги ценам тие неколкуминодни се врвни аналитичари, ниту еднаш не излегува пред македонската јавност да кажа дека сите нивни проценки, дека ќе имаме одзив меѓу 60 и 65% е на гласачи кои се овде. Значи, тие велат правевме телефонски анкети или правевме анкети теренски, но овде. Никој во овој момент, освен затоа што живееме во време каде што може и да знаеме колку се надвор. Имаме сите биометриски пасоши, евидентирано секој излегување. Јас мислам дека не може никој во државата да не знае колку има во овој момент денеска гласачи. Александар, точно ги ова. Државата практично располага со сите тие податоци. Дефинитивно ние со гласање по одредени места, ако пред 10 години, ево да кажеме 2009 кога бе председател на ДИК, и кога имаше некои повторени локални избори и кога насочено беше конкретно на таа општина, се покажа дека има многу мал дел од граѓаните останато во одредени општини од Западна Македонија. Тоа истото се случува и во Источна, но немавме како пилот програма што викаме да се повторат избори таму да видиме колку е реално. Но секако после овие избори дефинитивно јас се согласувам дека мора да се прави промена за изборот на председател. Јас инаку не се согласувам, ама јас сум водител, така што тоа не се брои. Не се согласувам сосема со идејата дека треба во парламент да се бира председателот, но таа дискусија ќе оставиме за после овие избори. Може и за цензусот. Но за цензусот се разбира друга дискусија. Затоа што дефинитивно ние председателски избори секогаш ги темпираме со одреден друг вид избори за да се стигне до цензусот. Јас тоа највеќе го говорам затоа што пак ќе влеземе во едни пазарења, знаете како нашата политика, особено кога треба во собрание да се проведува, тоа е еден бескраен пазар од кој потоа граѓаните се згрозуваат. Ако оставиме повторно да се бира председателот сега не на директни избори со сите проблеми, туку на пазарење во парламентот, тоа само ќе додадеме уште едно ниво на преговори во домот на пратениците, а не во во клубот на пратениците, а не во домот на пратениците, кај што е собранието. Африм, сакавте нешто да... Да, во однос на ова дали треба да се избере председател во собрание, сакам да додадам една компонента која е битна во оваа димензија. И врз основа на анализата и податоците, зашто нема... Моја констатација е дека и се изморени граѓаните од гласање секоја година. Да, ние буквално речи си секоја година. 2016 имаме секоја година избори, дури 2020 и пак 2021 ќе имаме избори. Значи, колку тоа ќе кошта на државата, колку граѓаните веќе се заситени од слушање исти приказни, и мислам дека и тоа е компонента, или треба да се избере председател во собрание, или да најдеме начин да има избори заедно со локални и парламентарни, но како тоа
би се извело... Па, затоа што се мандатите различни, така Да, се па смислени затоа. секогаш да не се поклопуваат. Александар, дали сте вие изненаден од практично многу слабиот одзив во диаспората? На што е тоа Не реакција? сум изненаден, јас и во многу наврати сум кажал дека политичките партии со овој модел на гласање на диаспората без никаква анимација на диаспората, ево кажа дека за да се заштедат пари не дали ни објави оваа година. Видите, Реклами. овие избори во секоја држава се коштаат. Но ако имате вие законско решение за гласање диаспората, кој ви дал право да одлучите да не давате реклами за да направите заштеда? Мислам дека покажа и самото гласање на диаспората дека овој модел е апсолутно неприфатлив по ниту еден стандард и мора да се промени или да се предложи тој закон за со кој ќе се прави на секој 6 месеци анимирање на диаспората, но пак ќе кажам, јас се сомневам во одзивот на диаспората, освен да се воведе гласање по пошта и да видиме дали вистина А и може тогаш... би и по интернет, не само по пошта. Не сме спремни за по интернет да одиме корак по корак. Добро. Чекор по чекор. Така е. извинете. Би додал уште нешто што мислам дека е битно. Да, За жал, да. може би поранешната практика на 10-годишно владење на ВМРО и ДУИ, може би, особено во албанскиот блок, се научени при избори гласачите да се мотивираат на различен начин, повеќе материјално со конкретен интерес. Мислам дека тоа е една од причините зашто во председателски избори еден дел партиите не можат како да ги мотивираат. Тој клиентелизам немаат со што да го хранат. Така е. Сакам само да уште Така е, еден дека и аргумент тоа сакам е. да додадам дека има повеќе фактори кои влијаја на нискиот одзив. Предлагам и на тоа ќе се навратиме. Јас гледам паралелно на повеќе страни што се случува. Гледам дека веќе некакви сајтови феруваат информации кои е во големо водство ваму таму, не би ги цитирал бидејќи претпоставам дека тоа партиите ќе го направат, но мислам дека е ова згодно време Весна Велковска да ја вклучиме од штабот на господинот Блер им река. Весна, дали се слушаме? Да, Ордановски, се слушаме добро. Повели какви се таму расположенијата, атмосферата, што се нивните ставови? Така, пред околу 15 минути заврши пресконференцијата на шефот на изборниот штаб Рамадан Реджепи. Тој рече дека во штабот се загрижувачки е фактот за малата излезност. Додаде дека со ова се потврдуваат нивните стравувања дека 1/4 од граѓаните од земјата веќе се одселила. Сепак на крајот рече дека се задоволни од изборниот ден, бидејќи тој поминал во фер и демократска атмосфера. Значи овде сме во исчекување, не можеше да каже никакви првични резултати. Ги очекуваат некаде околу 21 часот и 30 минути, така да што следната пресконференција најверојатно ќе биде закажана за тогаш. Добро, благодарам Весна, ние ќе останеме во контакт и со мене и со колегите од режијата и така. Колеги, што има на социјалните мрежи? Каква е сега? Да најавиме дека нашите репортери кои што се на терен веќе известија дека околу 20 часот и 20 минути се очекува пресконференција на Зоран Заев и Стево Пендаровски. Добро, предпоставувам дека брзо потоа ќе ги имаме и на ВМРО да помене Да, во пресконференцијата. 20:30 часот Така, Илор Јанушев предпоставам најавено. дека и тие. Добро, да продолжиме со нашата анализа. Бучковски, што всушност ќе биде сега стратегијата после овај прв изборен круг? Значи, јасно е дека излезноста ќе биде оваја, ќе гласаат негде околу 700.000 луѓе, предпоставувам гласачи и така натаму. Предпоставувам дека во некаква симетрија ќе бидат поделени гласовите за ВМРО и за СДС, ќе биде на Блер им река. Што правиме сега со оваа излезност и со евентуалните шанси за бојкотирање, за достигнување на цензус во втор круг? Не велам само како граѓанско решавање дали ќе гласат туку како стратегија на партиите. Па нема многу опции за владеачката коалиција која има заеднички кандидати. Ако е одзивот 42-43%, не треба да се подценат гласачите. При таков одзив е
невозможна мисија да имате 40%. Колку и да ќе треба во меѓувреме да се случи некоја голема, што вие не сакате, зад кулисна игра, каде што се случувале. Сме гледале ние од 17 до 19 часот, кога имало невозможни мисии, кога сме стигале до 50% излезност. Но мислам дека не е атмосферата за такво Добре, нешто. ако е тоа така, значи ако одиме веќе со едно сознание дека тешко ќе се успее во вториот круг да се постигне цензус. Што се можните стратегии на партиите? Бидејќи тие и следниот ден по изборите треба повторно да отворат вратата и да продолжат со некаква активност. Ќе се активност. соочиме со нова политичка криза. За било какво решение промената на уставот повторно се налага како приоритет. Втората варијанта да не го менувате уставот, да одите на предвремени избори час побрзо, имате рок од 6 месеци и да се поклопат како сега ја затоа заговарам. Со Да има парламентарните, предвремени и ќе успеат тогаш председателските избори. Нема многу филозофија. Што би типувале вие да сте на нивно место? Што повеќе мислите дека или ајде, што мислите дека повеќе им одговара на партиите? Ова одлагање заедно со врзување повторно со парламентарните? Од тука натаму мислам дека водата оди на воденицата на ВМРО-ДПМН. Значи ВМРО-ДПМН посакуваше да не успеат изборите. Мислам дека се не треба ни многу да се труди, бидејќи го истренира тивкиот бојкот. Сега зависи од умешноста на ЗАЕФ и владеачката коалиција кој ќе биде нивниот одговор. Варијантата да се истера мандатот до крај е само една единствена, да се понуди тоа што го нудел ЗАЕФ пред преспанскиот договор и референдумот, една голема коалиција и да тераме да видиме да ги почнеме заеднички преговорите. И ако почнеме заеднички преговорите, мислам од тука натаму Македонија довлезат во Европската унија, веројатно така ќе треба да ги истера сите сериозни реформи, затоа што се ова што го гледавме во изминатиот период беше јасно дека со ова мнозинство ЗАЕФ направи чуда, но чудата не можеш да ги правиш, да ги повторуваш. Тие се бројките, тоа е расположението кај електоратот. Очигледно дека овие резултати ќе покажат дека ке македонците веројатно е во блага предност ЗАЕФ, ја има поддршка, и очекувам ја сега, не ги знам резултати, очекувам да биде предноста на Пендаровски. Дали таа ќе биде 30, 50 илјади, ќе видиме, не може да биде 100 илјади, затоа што го имаме река, тоа му се испушти на Пендаровски, но реално, оние кои гласале за река, се потенцијални поддржувачи на... А и без нив кој знае каков ќе бидеше до сега одзивот, затоа што тоа така, значи сето тоа отвара многу дилеми, но решението е, како што реков, едно единствено според мене. Но добро, да ве прашам, во секој случај за сите, претпоставувам, Африм, дека ако се оди на нови председателски избори, веројатно нема да се оди со истиве кандидати. Дека практично, ако овие избори не успеат заради цензусот, дека овие тројца кандидати што ги гледавме се практично потрошени. Или, добро, за Пендаровски знаеме дека изјави дека ќе се пензионира, но претпоставам дека и Гордана Силјановска е на известен начин потрошена или можеби не. Јас сум убеден дека ако не успее вториот круг, мора да најдеме друго решение. Дали да отпадне цензусот или да одиме со промени, уставни промени, за да се бира председателот во собрание или некој трето решение да се бара, но секако мислам дека би било губење време ако уште еднаш се трудиме. Тоа значи дека не сакаме да го слушнеме гласот на народот. Како сериозни политичари јас би сакал да седнеме да ја прочитаме добро пораката. Мора да се променат работиве радикално подобро. Добро, ја ви благодарам за овој турнус. На господинот Александар Раковски ќе му се заблагодариме, бидејќи сега го најавувам дневникот на 1TV, а потоа ќе седне со нас и со овие двајца господа уште еден колега со кој што ќе продолжиме во анализите. Александар, благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да продолжите со колешката Елена Джугуманова да го следите дневникот на 1TV.
Да, продолжуваме да ги сумираме информациите кои што до овој момент ги имаме. Секако почнуваме со последната информација од Државната изборна комисија. Одзивот во првиот круг на председателските избори до 18 часот и 30 минути изнесува точно 39,71% од обработени 91,54% од избирачките места. Ова значи дека на гласање излегле речиси 700.000 граѓани, соопштуваат од ДИК. На 3.480 избирачки места во земјава и на 32 во странство на шестите председателски избори гласаа 1.808.131 граѓанин. Гласале 39,71% од обработени 91,54% или во апсолутна бројка тоа би било некаде околу 700.000 гласачи кои што гласале, додека од обработениот процент 91,54 се работи за бројка од 662.827 гласачи. Од последната пресконференција до сега Државната изборна комисија прими уште 4 приговори по кои што одлучуваше. Еден од приговорите е прифатен, дадена е можност на приговарачот, на гласачот да го оствари своето гласачко право. 3 приговори се одбиени од истиот основ кој што претходно ви го споменав, тоа е вадење на нови лични документи после распишување на изборите. По завршувањето, односно по завршувањето на гласањето и по затворањето на избирачките места, конечно можеме да видиме и што порачаа домашните политичари, секако тројцата кандидати Пендаровски, Силјановска и Река при денешното остварување на нивното право на глас, но ќе ги погледнеме изјавите на досегашниот председател Ѓорѓе Иванов, на Мицковски, Заев, Али Ахмети и Тачи. Очекувам мирен и спокоен изборен ден, впрочем како што и доликува на една европска и демократска држава. Очекувам висока излезност, затоа што граѓаните знаат дека не станува збор за индивидуален избор, туку станува збор за избор на концепт според кој Република Северна Македонија треба да продолжи понатаму да се развива и да стане за еден куз временски период дел од евроатлантските структури. Се разбира на крајот на ден